Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерашно издание го посветуваме на најавените промени во јавната администрација, кои според власта треба да доведат до укинување или спојување на одредени јавни институции, понуда на дел од кадрите на приватниот сектор и воведување нова категорија на така наречена висока раководна служба. Интервенирал од да биде вработена кај него во институција ќерка на фамилиарна пријателка. И да не интервенирал, ќе била вработена бидејќи имала положен административен испит, сите посебни и општи услови за вработување ги исполнувала. Кога се вработило лицето, дошла нејзината мајка и во плик му дала 3000 евра. Со извинување дека нема 4, бидејќи тарифата за вработување моментално во администрација е 4 до 6000 евра. Кој сака нека ова влада нема да толерира таков тип на однесување и ги охрабрувам сите граѓани кои што се соочиле со ваков тип на проблем веднаш тоа да го пријават во соодветен орган. Драган, за оваа идеја за воведување на висока раководна служба. Во Македонија на 20.000 луѓе да имате 250 до 300 раководители, да речеме дека е оки. Некој мора да раководи. Така да, за да оценам дали е тоа добро или не, мора да се случи. Јас не сакам воопшто да кажам не верувам. За да се постигне такво нешто, значи за овој предлог, прво треба да има еден консензус меѓу партиите дека следната влада нема прво тоа да го смени. Останете на Алсат, дебатата почнува по кратка пауза. Квалитетот и темпото на реформите во јавната администрација се една од клучните сфери од кои ќе зависи дали во јуни година Македонија или, да бидеме прецизни, Република Северна Македонија ќе добие датум за одржување на првата меѓувладина конференција со Европската Унија како официјален почеток на преговорите за членство. Министерот за администрација Дамјан Манчевски пред неколку дена порача дека е можно ревидирање на одлуката за зголемување на платите во администрацијата ако таа не испорача резултати до јуни и земјата остане без преговори со ЕУ. Манчевски рече и дека колку и какви кадри ќе му бидат понудени на приватниот сектор ќе се знае во втората половина на 2019-та. Хоризонталната функционална анализа е во тек. И таа првата задача, првиот резултат видлив од хоризонталната функционална анализа ќе бидат реорганизацијата, што ја велиме, и оптимизацијата на институциите. Кои се вишок, кои треба да се спојат и така натака. Откако тоа ќе се направи, ќе ги имаме овие бројки. Значи, прерано е да зборуваме за било какви бројки пред втората половина на 2019 година. Како што кажа премиерот, покачувањето на платите е предвидено за септември 2019. Ако ние не испорачаме резултати за да добиеме датум за преговори во јуни, а клучен дел е тоа реформата на администрацијата, ќе ревидираме и одлуката и за покачување на платите. Ова е вовед за вечерашнава дебата во која ќе учествуваат Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика, инаку поранешен висок службеник во администрацијата. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве нашло. Со нас е и министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Благодарам што сте со нас. Добро вечер. И Драган Гоцевски, вонреден професор по јавна администрација на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Добро вечер и за вас. Манчевски, со вас ќе почнам, мислам дека природно. Темпото и квалитетот на реформите зависи пред се од раководните кадри. Зошто оваа изјава дека ако во јуни нема прва меѓувладина конференција со ЕУ, тогаш може и да се ревидира одлуката за зголемување на платите, ако од тие луѓе во подолните ешелони не зависат многу работи? Прво, она што треба да се каже дека владата апсолутно е цврсто уверена дека ќе имаме датум за преговори, дека ќе успееме во овој процес. И не само заради реформите во администрацијата, туку знаејќи го целиот процес, но во овој случај јас сум надлежен за овој проект на ова министерство. Што ве мотивираше да дадете ваква изјава? Не, таа е многу за мене нормална човечка логика. Ако сработиме, имаме награда, ако не сработиме, немаме награда. И тоа се правила кои што важат секаде. Во било која сфера ли дека од тие луѓе на кои што се однесува во зголемување не зависи многу? Не согласувам. Токму од сите нас зависи. И не е
Знаете како, ние не ги правиме реформите заради ЕУ и заради Брисел, туку дај да се поставиме прашањето дали граѓаните се задоволни од услугите што ги добиваат од администрацијата. Апсолутно, според сите анкети, се уште тоа не е така. Значи, ние сите треба заедно како тим. И јас како министер, раководните кадри од министерствата, сите вработени, да вложиме многу поголеми напори за да го смениме тој впечаток кај граѓаните. Не ли е прекраток тој период од 7-8 месеци да очекувате дека толку ќе бидат видливи резултатите што граѓаните сега наеднаш ќе станат задоволни? Јас затоа велам, ако ние успееме да си завршиме домашната задача кон Брисел, тоа е доволно добар сигнал да кажеме дека сме донеле вистинската одлука и дека треба да продолжиме со трендот на зголемување на платите и во јавната администрација. И затоа не збориме дека ние до јуни очекуваме дека јавната администрација готова ќе реформира на средана и сите ќе се задоволни. Туку овие минимум работи кои што ни се задача и кои што треба да си завршиме нашата работа за да бидеме сигурни во дека ќе го добиеме и отварањето на преговорите. Во оведен дел имам уште едно прашање поврзано со изјавата што ја видовме. Дали оваа декларирана намера дел од кадрите да му ги понудите на приватниот сектор, се разбира од како ќе заврши оваа, како ја нарекувате, хоризонтална функционална анализа, не е еуфемизам за бркање на луѓе од работа? Не. Значи, ние, како што кажав, и цело време и во предизборието и сега викаме, ние никого нема да избркаме од работа. А што значи ова? Но, од друга страна, ева вака, и самите, и вие бевте сведоци, и учествувавме и сите ние на јавен настан, дебата, каде што има дел од општеството кој што вика треба да се избрка пола од администрацијата затоа што не е ефикасна. И затоа што се преку бројни. Јас што велам? Сакам сите овие податоци, тврдења, да ги емпириски покажеме, да точно знаеме за што зборуваме, со бројки, со конкретни институции, со конкретни позиции, со конкретни луѓе и со нивниот професионален бекграунд и врз основа на тоа во диалог и со стопанските комори да видиме кои се нивните потреби, се обидеме да најдеме спојување помеѓу тоа што е таму побарувачко и оно што ние можеме да го понудиме. Чекајте, не е наивно да очекувате дека некој што е на државна плата ќе сака да оди во приватен сектор? Сега ќе ви кажам зошто мислам дека не. Оваа влада вели дека нема да отпушта некој од работа. Ама овие анализи ќе останат. Ќе дојде некоја следна влада. Ќе ги отпушти. Не можам да гарантирам дека никоја следна влада нема да ги отпушти од работа. Ние велам дека нашата политика, ние сме социјалдемократска левичарска влада, дека ние ќе се обидеме нови луѓе да им најдеме место во реалниот сектор каде што ќе има многу поголема корист од нивниот ангажман, а имаме сите три условно кажано страни да имаат корист од тоа. Државата издвојува помала сума на пари за плати, приватниот сектор кој што ги добие поевтина работна сила, затоа што ќе добива секако некако вид на субвенции во одреден временски период за тоа што ќе ги превземе овие работници. Самите тие, затоа што ако мене ме прашате, јас доаѓам од приватен сектор, многу по голема гаранција и помали шанси за незадоволство на работното место имате во приватниот сектор отколку тоа е во јавниот. Во јавниот сектор колку и да обратна е во дел од општеството е мислењето и бараат работа во јавниот сектор, но воопшто не се атрактивни условите за работа. И тоа е друго нешто за што исто така работиме. Ќе разговараме и за тоа. Ристеска Јорданова, вие во уште еден капацитет учествувате во оваа емисија, а тоа е партиципацијата на Институтот за европска политика во еден регионален проект заедно со ваши партнерски организации од регионот, проект кој што се занимава со следењето на реформите во јавната администрација во земјите од регионот. Моето прашање е поврзано со условеноста на првата меѓувладена конференција со ЕУ и реформите во јавната администрација. Прилично општа е таа формулација во заклучоците од јунскиот состанок на Советот за општи работи на Европската унија, кога се вели дека тоа особено ќе зависи од, и сега се редат работите, но делот за реформата на јавната администрација е буквално со оваа фраза. Реформи во јавната администрација и толку. Дали работите одат во посакуваната насока и со посакуваното темпо? Не би рекла дека одат со посакуваното темпо, меѓутоа ако ги гледате извештаите, ако ги гледате заклучоците на Советот, дури и регионално, ќе видите некој не спектакуларен, но постојан напредок.
Тоа го покажуваат извештаите на Сигма, тоа го покажуваат извештаите на Европска комисија. Што стои за тоа е сега веќе друго прашање за анализа. Меѓутоа да кажеме, овде нема нешто многу спектакуларно во оценката, нити пак спектакуларни разлики во однос на предминатата година. Ако издвоиме дека кај нас имаше една оценка за заробеност на државата, каде што клучно беше улогата на јавната Дали администрација. ова што го прави владата на овој план и другите чинители во државава, ви личи дека ќе биде доволно за во април да се добие прво позитивна оценка од Европската комисија, а потоа во јуни од земјите членки? Ако оди во оваа насока, ќе биде доволно, затоа што има одредени принципи по кои што Европската Унија следи, и тука веќе има некој напредок кој што веќе е констатиран. Значи, прво и основно стратегијата се донесе што се влечеше 2-3 години. Воспоставен е систем за следење на стратегијата. Веќе има поголемо учество на граѓанските организации и така натаму и така натаму. Значи има некој напредок кој што сигурно, барем по моje мислење, ќе биде доволен и доколку нема назадување, доколку продолжи напредокот, мислам дека тоа ќе биде доволно. Прашање е дали е за нас доволно. Затоа што она што ќе биде клучно идната година, прво, ќе биде изборите во Европската Унија, значи констелацијата кај нив. Тоа е прво и основно. Второ е името. Трето е владењето на правото, и потоа можеме да зборуваме за јавна администрација. Јавна администрација е многу значајна, бидејќи ги опфаќа сите аспекти, но по овој ред ќе одат работите. И затоа не мислам дека ќе биде критично прашањето ако се продолжи во оваа насока. Добро. Гоцевски, дали оваа хоризонтална функционална анализа, која што е во тек, се уште, е вистинската алатка за да се стигне до соодветна диагноза, барем за бројот на јавните институции, евентуалното нивно преклопување во ингеренциите, нивната неопходност воопшто да постојат во системот и така натаму? Дали е алатка за која ќе се провери неопходноста од постоење на некоја институција, не можам да речам, затоа што секоја држава во некаков уставен и законодавен процес одлучува кои институции, каков модел на институции ќе основа за да овозможи завршување на некаква цел. Било тоа внатрешни потреби, заштита на државна безбедност или пружање на граѓански услуги, на некаков сервис. Така да на тоа прашање многу субјективно, дали е тоа вистинска или не е алатка, тоа е единствена алатка да знаеме дали на државата нешто и треба мерливо. Мерливост исто така преку хоризонтална функционална анализа ќе ни каже дали постојат институции кои што имаат идентични надлежности. Тоа ќе биде мерливо. Потоа може да се одлучи дали има потреба од нивна консолидација, интеграција, укинување, менување и така натаму. Јас би се задржал на 3 други прашања кои што ги нагласија претходните говорници, министерот и Малинка. Прво, датумот за преговори како некаков критериум за било какво понатаму однесување кон вработените во администрацијата, би се осврнал кон бројноста на администрацијата уште еднаш и би се осврнал кон прашањето за ретенција на кадри. Не толку дали има расположение да тие заминуваат во приватен сектор, туку дали ќе се појавиме со проблем како да ги задржиме. Датумот за преговори, за почеток на преговори е политички чин и е символичен, е декларативен. Постојат практики бележани да некогаш што е символично дадено дури на држави сега членки кои што не во целост ги исполнија сите параметри. Постојат и практики, верувам дека може да се случи, и тоа не се случува некое време, да држави кои што исполнуваат критериуми сепак не добијат званичен датум за почеток на предпристапни преговори и тоа да се должи поради внатрешни односи во Европската Унија, помеѓу државите членки во нив. Но дали дури и да е символично... Само да довршам. Така да параметар кој што може да се случи, да не зависи од Република Македонија, без разлика што и да направи, може би не е најобјективен. Не велам не треба да го има, може да не е најобјективен. Второто прашање околу бројноста. Она за што може да зборуваме околу покачување на плати, како компензација или како обврска законска да се усогласува потрошувачката кошница на вработените затоа што имаме инфлација и покачување на цени, тоа се два различни мотиви за зголемување на платата. Номиналното зголемување на плати секаде во Република Македонија, во сите дејности, па и во јавниот сектор, треба да го следи порастот на цени на чиниот, трошокот на живот.
Тоа е еден аспект околу дали треба да им се покачува платата на вработените секаде па и во јавниот сектор. Втор аспект е дали доколку се вршат работата. За тоа ќе се согласам со министерот, апсолутно е пресудно да имате квалитетен менеджмент, односно раководители на сектори, раководители на оделенија кои што ќе знаат да распределат обем на работа, ќе знаат да ги задолжат своите подредени со работни задачи, да следат дали тие ги извршуваат, да им даваат насоки ако има потреба како коректив да добиваат насоки, да ги казнуваат доколку не работат, но дисциплински поради неизвршување на задачи. Не затоа што тоа на некого му се однесува. Повторно тоа не е политички процес, тоа е чист организацијски менеджмент, натрешен, да им давате работа, да измерите колку работа имаат и да оцените дали добро е сработиле или не. Тие што добро сработуваат, задолжуваат да бидат наградени. Тие што не ја завршуваат работата, првата рехабилитативна мерка треба да биде посочување кон дообучување, зошто можеби не знаат да работат, ако има некаков нов предизвик во работата, па не знаат, не ја разбираат, ако и после тоа не постигнуваат соодветен учинок, има некои ќе мора да сносат и некакви реперкусии, но да не кажам еве треба да се казнуваат. Затоа мора да има квалитетен менеджмент, а предуслов од надвор да можем да мериме дали менеджментот ги казнува вработените со многу работа или казнува вработени со тоа што намерно не им дава работа за да ги прикаже како неработници, тоа е поинаков аспект. Затоа би предложил да во иднина некој од наредните чекори на оваа влада или која било влада биде да се воспостави некаков мерлив показател за обем на работа. Колку работа има институцијата и колку работа има по единица вработен, за да може да мерите у просек 30 предмети некакви решава, еден вработен и тоа е нормално, а ако има 50 предмети тој вработен, да кажете имаме кусок на работна сила превработеност. Ако работат премалку, може да кажете не имаме вишок работа затоа што немаме доволно предмети да ја распределиме. Ретенција на кадри и сега малку се задржа временски подолго, може да ме скратите понатаму. Од 2009 и 2011 се појави една практика која што мислам дека тогаш владата не ја свати доволно сериозно, иако имаше укажување, се надевам дека оваа веќе ја предочува, а тоа не е дали луѓето ќе се борат да влезат во јавен сектор, затоа што интересот на јавниот сектор не се добри услови за работа, туку перцепцијата на граѓаните кои што немаат работа, дека во јавниот сектор имаат сигурна плата и предоноси. Не добра работа. Тоа е нивна перцепција која се менува. Она со што се соочува Република Македонија сега, и тоа веќе е повидливо отколку во 2009-2011, е како да ги задржиме оние кадри кои што се квалификувани, кои што знаат и јазици, имаат вештини, кои што преку администрација добиваат контакт со приватен сектор, контакт со невладин сектор, контакт со меѓународни организации, контакт со понуда за работа во други држави и ја напуштаат. Да. Малинка, како поранашен висок службеник во администрацијата и во собранието и во секретаријатот за европски прашања, држи ова што го зборува професорот? Сега вака овде сите теми ги отворивме. Јас само едно на почеток сакам да кажам. Убаво е ние што ги имаме сите овие критериуми кога зборуваме, пак јас морам нели развиени принципи на Сигма и така натаму, и тие се за сите и добро е да бидат мерливи, да бидеме споредливи со сите, но она што треба да го гледаме е нашата реалност. Значи, која е нашата реалност? Некогаш ми се чини дека многу зборуваме надвор од реалноста. Што се случува? Точно е, се осипуваат луѓето. Поготово оние што се квалитетни, решаваат да си одат. Меѓу другото и вие, например, имате заминат. Да, едноставно немате повеќе, не само што немате повеќе мотив да останете, немате сатисфакција од таа работа, имате некој, има и притисок да си одат едноставно и си отида. И на крајот на криштата ние креиравме нова можност, таму каде што сметавме дека можеме да го дадеме она што го знаеме. Значи, оно што е основен мотив за државниот службеник, па и веројатно за секој работник, е да ја работи својата работа добро и да има признание за својата работа. Не само материјално. Значи, тој сака да види дека неговата работа е видлива и ценета од потесната, пошироката околина. И тоа е првиот мотив. И тоа е докажано. Многу често ми се чини дека ние забораваме на ова. Зборуваме за законитост, зборуваме за дисциплински постапки, не зборуваме за тоа како луѓето да ги мотивираме да го работат она што можат да го работат најдобро
во најдобри што можеме да обезбедиме услови и да им обезбедиме некаква изгледност, перспектива. Пример, сега кој ќе го споменевте, оценувањето. Оценувањето, нели сите имаат четворки, петки и така натаму. Целта на оценувањето не е да имаат четворки, петки, или како што беше целта со некои измени на законот, да ги оцениме со двојки и кецови, па тие што не се наши, да можеме полесно со 6-месечно оценување да ги притиснеме да си одат. Целта на оценувањето е вие да имате една комуникација со вработениот, по кој што ќе имате заедничко разбирање кои се неговите цели, која е неговата перспектива, вредност во организацијата. Значи, ние овие работи како да ги забораваме во администрацијата, понекогаш зборуваме за некоја аморфна маса, а не за луѓе кои што се таму за да остварат дел од својот живот, од својот работен век. И често дури многу негативно гледаме на тоа. Веднаш дисциплински, малку треба да ја свртиме работата. Манчевски се согласувате со? Па, апсолутно да, имајќи предвид колкави беа притисоците во администрацијата последните особено 10 години и особено последните пак години, да кажам. Сметам дека и овој дел треба да внимаваме. И не секогаш, сосема сте во право, се парите во прашање. Некогаш луѓето навистина бараат некаков вид за валоризација ако нешто сработат добро. А имиџот на администрацијата, за жал, кај граѓаните таков каков што е, заради ќе кажам сепак помал процент на неработници, целата администрација го има тој имидж, го трпи дека никој ништо не работи. И тоа во сите институции верувајте има луѓе кои што работат и многу повеќе што се нивните работни задачи и многу повеќе од она за што се платени, заради тоа што имаме недоволно кадар на клучните позиции. И тие го носат товарот на целата институција, особено кога зборуваме за во јавноста често се меша граѓаните. Па и јас допред, ајде да кажам, 7-8 години кога малце посериозно почнав и за политика да занимавам, не е администрација целиот јавен сектор, кога зборуваме за државна администрација се работи само за клучните централни институции, министерствата, агенции и така натака, кои што се едва и 20.000 луѓе од тонаа вкупна бројка. Ама на нив паѓа огромен дел од товарот токму на овие клучни реформи за кои што зборуваме. А другите вработени во јавен сектор се во здравство, во образование, во јавни предпријатија, во комунални дејности, во локална самоуправа. Така што голем дел од товарот за клучниви реформи, не само за реформата на јавна администрација, паѓа на многу мала бројка, релативно мала бројка на луѓе кои што треба да одработи сега клучни работи за сите. Добро, ќе одиме на пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Благодарам за сега, бидете на осад. Промените или реформите во јавната администрација се тема на вечерашното издание на 360 степени и понатаму во студиото се министерот Дамјан Манчевски, Малинка Ристевска Јорданова од Институтот за европска политика и професорот на правниот факултет Драган Гоцевски. Манчевски, оние што од поблиску ве следат и го следат вашиот ресор, а и се ваши блиски соработници, велат дека ваша преокупација практично во ресорот е дигитализацијата. И самиот зборувате и употребувате една фраза, велите, предстои период на масовна дигитализација. При тоа мислејќи на тоа дека за граѓаните ќе станат достапни голем број услуги електронски, така, на нивните компјутери и дури и телефонски уреди. Реално е тоа. Јас за потребите на оваа емисија се вратив на програмата за работа на владата. Таму е малку поамбициозен, искрен да бидам, речникот, па дури и термините кои што ги користите. До сега, веројатно, дел од овие работи за кои што сега ги најавувате за во иднина ќе требаше да бидат готови, ама не се готови. Еден дел е бројот на електронски услуги кои што ќе се нудат на граѓаните, но дигитализацијата не е само тоа, и воведување на електронскиот регистар на население, што значи електронски идентитет на граѓаните. Врз основа на тоа граѓаните ќе може да остваруваат многу полесно своји одредени права. Ќе ја немаме неусогласеноста на базите на податоци за граѓаните, на нивните основни податоци во различни бази на податоци во различни институции. Значи ќе имаме
синхронизација исто така на овие бази на податоци. Кој ќе се внесе промената на едно место, таа веднаш ќе се рефлектира во сите останати бази на податоци, кои што ќе се поврзани од централниот електронски регистар на население. И ова се само неколку примери. Едношалтерскиот систем, центрите за услуги, една точка за услуги кои што почнуваме да ги отвараме сега од декември. Дел од работите... На некој им заликува тоа како да почнувате куќата да ја градите од покривот. Не е ова нешто што ние сме го измислиле. Значи, тоа така се случувало и во други земји. Ова се проекти и електронскиот регистар на население и порталот за електронски услуги, кои што се финансирани со пари од Европската унија. Тоа се ИПА проекти. И временските рокови затоа се такви, затоа што се ИПА проекти кои што се врзани со одредени процедури, рокови и така натаму. Може да се обврзете сега на некакви рокови? Или барем оквир? Ние сме во фаза на инсталација на опремата и на софтверот за регистарот. Порталот е изработен, но не ни е лансиран. Ние сметаме дека во февруари ќе можеме да ги пуштиме во употреба. Во меѓувреме се... Што ќе значат тие за луѓето, за граѓаните? Значи, тоа се три паралелни траки. Значи, едно е регистарот, едно е порталот за електронски услуги и трето е законската регулатива која што треба да ја создаде околината за функционирање на овие... Што ќе можат граѓаните електронски да... Целта што е? За да голем број на добиваат? документи, како што се, например, особено документите од управата за водење матични книги, никогаш никој повеќе, освен ако не инсистира, нема потреба да ги вади во хартија. Втората работа е дека голем дел од институциите, дури да не би ги ни бараат, туку да си ги обезбедуваат по автоматизам директно преку системот на интероперабилност, што е комуникацијата помеѓу институциите. Значи, едно е спрема граѓаните, а второ е да се зголеми нивото на дигитализација. Колку услуги ќе понудите електронски во февруари? Во февруари почнуваме со минимум 50, иако мислам дека ќе имаме многу повеќе од тој број. 50. Што значи? Кои услуги, например? Не мора 50 да кажете, 5 кажете. Не, значи тоа се навистина се прави селекција врз основа на два критериума. Значи едно е тоа што веќе е на некој начин и спремно за електронски да се понуди. Но во следниот период работиме на одредени услуги кои што ги рангиравме на два критериуми. Едно е колку е блиску да се дигитализира, значи малку фали, а второ е колку е битно и важно за граѓаните. И ги споивме, направивме ранг листа врз основа на овие два критериуми и работиме на тоа да ги обезбедиме, тие се клучни услуги, да ги обезбедиме пред пуштањето, лансирањето на порталот и овие услуги. Не зависи се од нас. Се работи за сериозна, ќе кажем, хоризонтална операција, затоа што се услуги кои што се на други институции. Па некаде се на ниско ниво на свесност, на дигитализација, на кадровска екипираност со луѓето, некаде е многу полесно. Работиме на идеја за врзување на системите за интероперабилност на судството и правосудниот систем, кој што исто така сега со ИПА пари ќе е значително подобрена нивната интероперабилност со оваа централна платформа за интероперабилност која што веќе ја користат институциите. Затоа што голем број на бизниси и фирми и граѓани им требаат разни видови на потврди во судовите, каде што сме констатирале дека прилично таму е недоволната екипираност, ајде да кажам, на шалтерските дневни служби. И така да една цела операција која што сега ја почнуваме и таа никогаш нема да запре. Значи ние никогаш нема целосно ги дигитализираме сите услуги, тоа е невозможно. Но треба да направиме приоритети, тие услуги да ги понудиме и она што го направивме следно е дека поранешниот концепт беше да има посебен портал за граѓаните, посебен за бизнисите. Не, сега ги интегрираме на едно место. Целта што е? Разговараме со стопанските комори исто така, имаме чести средби. И од нив добиваме исто информации што се нивните приоритети. Оние што се документи што најмногу ги користат, да можат да си ги обезбедат по електронски пат и во постапките, например, за да кажем за јавни набавки, договорниот орган да им ги ни побарува, туку самиот да ги обезбедува по автоматизам од другите институции. Така да максимално се олесни работата и на бизнис секторот во овој контекст. Така што малце зборувавме и претходно, 2018 беше прилично година за нас на стратегии, планови и анализи, но 2019 година е апсолутно година на испорака на конкретни работи кои што ќе бидат многу видливи за граѓаните. И ќе го поврзам ова со реформата на администрацијата. Што рековте моите блиски соработници, да, така е. Навистина сметам дека во 21 век, во 2018 година, основата за реформа на една администрација, па и на фирма, и на бизнис, за што сакате, во однос на тоа како ќе на подобар и поефикасен начин ги нуди услугите кон своите клиенти, а тоа не се граѓаните, е дигитализацијата.
Ние за се денеска што правиме во животот, гледаме во телефоните. Комуницираме, вести читаме, временска прогноза гледаме, плаќаме. Сите услуги веќе сакаме да ги добиеме од нашите мобилни уреди, што и да се тоа. Вредно е и тоа да го понуди и системот, односно институциите на системот. Во однос на дигитализацијата, доколку успее да бидат во февруари 50 на услуги, јас ќе оценам дека тоа е добро, затоа што во 2009 беа 9, во 2013 беа 16, ако успее 2019 февруари да бидат 50 услуги целосно остварливи по електронски пат, а тоа подразбира да контактната точка биде електронски уред за барање, идентификација на граѓанин да се прикаже како засегната странка, како странка воопшто, истекнување на правото и доказ дека се стекнал со правото без притоа каков била интеракција да има физички со шалтер. Такви услуги беа 9 2009 па 16 2013. Ако може 50 на такви да остане. Кои се тие 13? Јас освен имотен лист друго не знам. Имате листови за катастар, пријавување на студентски домови можеше, банкарство нешто подоцна се популаризира, можно е одамна, ама не беше многу користено. Не, јас пред се мислам на дозволете јавни поврзани со државата, не Лично е дигитализиран. дозволете централен регистар, наплата на SMS пораки, зборуваме за јавни услуги кои што во Република Македонија беа остварливи целосно по електронски пат. Ако успее да го крене тој број до 50, тоа е во ред. Со тоа што мои проценки, значи не сум единствен, но има и автори кои што не би се согласиле со мене, околу 15 до 20% од вкупниот фонд на услуги кои што во една држава се пружаат, се поволни на дигитализација. Не се. Например, хируршки операции, чистене на улици, инспекцијски маршрути. Тоа се тип на јавни услуги кои што не можете да ги дигитализирате. Зборуваме за оние услуги кои што се темелат на идентификување како странка, значи начин да докажам дека сум јас пред државата, и услуги кои што се темелат на стекнување на права врз основа на некаква евиденција, картотеки, датабази. Таков тип на услуги е поволен за дигитализација. Систематични книги, било каков регистар, било што се темели на увид во датабаза која што може да се стави во табели. Да. Јас сум многу за дигитализација. Мислам дека во денешен свет прво тоа многу ќе помогне за продуктивноста на деловниот сектор. Едноставно нема да се губи време. Мислам дека е многу битно да не забораваме дека она што треба да го обезбедат управните постапки, бидејќи давање на услуги всушност значи дека некаква управна постапка има за тоа, која ја спроведува управата и треба да ја спроведе во согласно со закон, само начинот на кој што тоа се прави, се комуницира со граѓаниот е дигитален. Електронски. Да. Значи вие постапката имате моралес. Значи вие со законот за општа управна постапка и со посебните закони ги имате сите тие процедури. Вие сега треба нив да ги спроведувате, обезбедувајќи еднаквост за сите граѓани. Истражувањата покажуваат дека еден од клучните проблеми е што во реалност не се остварува еднаквоста на сите граѓани пред законот во општата управна постапка. Значи, дигитална или не, ние мора, тоа е прв приоритет, да обезбедиме законот еднакво да важи за сите, државата, односно управата, еднакво да се однесува. Сите знам дека министерот ќе каже дека дигитализацијата треба да помогне за тоа, ама да ви кажам еден пример. Значи имате една дигитализирана услуга, во која што од таа страна управата ми вели дигитално, ако не го обезбедите овој документ од таа и таа институција, јас ќе ви донесам негативно решение. Така ми вели процедурата во дигитализираната постапка, што е апсолутно надвор од законот, зашто законот за општа управна постапка и сега вели институциите треба да ги обезбедат документите, освен оние што по закон треба да се ги поднесе, оној што нешто бара, треба да ги обезбедат меѓу себе документите. И сега законот вели така. Тоа што дали ќе се обезбеди дигитално или не, значи за цела ова дигитализација стои една огромна реформа и првата клучна цел ми се чини, која што треба да се обезбеди, е таква администрација која буквално еднакво ќе се однесува спрема секој граѓан. Законот за општа управа. Да. Согласувам. Тука помага дигитализацијата, не целосно го решава проблемот и тука исто
Во делот на нееднаквоста, апсолутно, и тоа го земаме во предвид и се обидуваме да предвидиме заштитни механизми во делот на дигиталниот јас, што е поврзан со економскиот и социјалниот јас на граѓаните. Не сите... И генерацијски, веројатно. Па и со генерацијскиот се Нема да работи. се служам апсолутно. Со генерацијскиот се работи, со ваков тип на јас, каде што имате на недостапност на соодветни уреди за одредена категорија на граѓани, и тука имаме одредени предлози на кои што работиме, но да не зборувам прерано, кога ќе имаме конкретен предлог ќе кажам. Само кратко уште да додам. Што е друго битно? Значи, пред да влеземе во дигитализација на услугите, ние прво моравме да изодиме еден прилично пешачки пат, а тоа направивме каталог на сите управни постапки, на сите услуги. Впрочем, и дел од управните постапки, не сите се и услугите. И тоа беше прилично и е мачна работа, значи требаше сите закони што се поврзани со кои што имаат било каква управна постапка да се исчита, да се извадат конкретните услуги од нив и да се стават во лесно разбирлив список за граѓаните. Значи која е надлежна институција, што треба да се поднесе, колкав е рокот за одговор, каде треба да се жалиш, колку треба да платиш. Ова операција, значи сега сме прилично при крај на оваа операција, беа над 120 и нешто закони кои што мора да бидат изанализирани. Ќе биде јавно објавен овој каталог на услуги, но нас што ќе ни обезбеди? И ние ова не е направено до сега во држава. За да направите основата на дигитализацијата е да го сватите процесот и да го редизајнирате ако не е доволно ефикасен. Значи ние влегуваме во процес на редизајн на процесите позадинските кои што не е нужно се електронски, сосема право кога кажа дека комуникацијата електронска, позадината може некојаш да остане апсолутно на хартија, во зависност од услугата. Но ние мораме да ги редизајнираме, сватиме процесите, граѓаните исто така да ги сватат и ги имаме сите испишани и одиме постепено во дигитализација на сите колку што е возможно. Нормално не се е возможно да се дигитализира. Немам уште многу време. Сакам да ве прашам за реакција на едно сведочење од генералниот секретар на синдикатот на УПОС, кој што го изнесе на јавниот настан, што го споменавте во текот на оваа емисија, кој што беше алузија на тоа дека и во мандатот на оваа ваша власт се плаќа за вработување во администрацијата. И тоа беше спомената сума од 4000 евра. Пред 2 недели човекот ми информираше, не знам што се случило, беше премногу вознемирен, се кажа така, интервенирал од да биде вработена кај него во институција ќерка на фамилиарна пријателка. Значи, и да не, он ми информираше да не интервенирал, ќе била вработена бидејќи имала положен административен испит, сите посебни и општи услови за вработување ги исполнувала. Кога се вработило лицето, дошла нејзината мајка и во плик му дала 3000 евра. Со извинување дека нема 4, бидејќи тарифата за вработување моментално во администрација е 4 до 6000 евра. Ќе ги обезбедам конкретните податоци и овој тип на однесување е апсолутно неприфатлив и лично ги заложам да биде жестоко казнет, согласно законските постапки и процедури. Значи, кој сака нека оваа влада нема да толерира таков тип на однесување и ги охрабрувам сите граѓани кои што се соочиле со ваков тип на проблем, веднаш тоа да го пријават во соодветен орган. Ако немаат доверба, можете тоа анонимно да го прават, постојат и такви начини на пријавување. И тука, ама апсолутно нема дискусија на таа тема. Во делот на деполитизацијата, една од главните мерки, што не дека таа ќе постигне деполитизација, но таму решивме да почнеме, е воведувањето на посебна категорија на административни службеници, така наречена висока раководна служба. И да бидеме реални, политизацијата, притисокот врз вработените во администрацијата може да доаѓа од раководниот кадар. Не може да доаѓа од некој што е најниско во хиерархијата. Идејата ни е да воведеме многу построги критериуми и квалификации, но и компетенции за раководниот кадар, кои што ќе го одвоиме од Законот за административни службеници. Значи овде ќе влезат во овој барабан, да кажам, државните секретари, директори на јавни претпријатија, на агенции и така натака, за кои што ќе поставиме повисоки критериуми и услови и кои што ќе поминат низ процес на реизбор. Значи не е како до сега што било пракса да ќе се воведат нови построги критериуми и претходните влади викале ова ќе ваѓа следната влада. Не, ние велиме нашите што ние сме ги поставиле ќе поминат низ овој процес на
За колку луѓе Реизбор. станува збор? Помеѓу 200 и 300 луѓе станува збор. Пак ќе кажам, не го решава проблемот, но мораме да почнеме од онаму каде што сомнежите можеби беа најголеми. И сега, Идејата е тие места потоа да не зависа од промената на власта. да, но да има и јасни критериуми и за промена на некој што не се извршува својата работа. Јас пак ќе кажам, јас доаѓам имам политички бекграунд, не сум политичар. И не се согласувам со целосна професионализација, 100%, не се согласувам, тоа е моје мислење, затоа што ние од една масовна политизација, што не беше добра, сега имаме друга екстрема да бараме некои си екстремни професионалци кои што нема да бидат поврзани со ниедна политичка партија претходните 10 години. Например, има и таков предлог, не велам дека тоа ќе биде на крај во решението законско, но еден од предлозите е тоа, како што е за независните регулаторни тела. И сега прилично се ограничуваме во делот на кадри кои што се на располагање. После велиме, чекайте, ние политичките партии излегуваме на избори, ветуваме на граѓаните како не знам, дигитализираме ПС услуги, немаме со кого да ги спроведеме. Не се согласуваат раководните кадри со тие наши политики. Значи, затоа во моментот се отвара дебата околу овој закон, ние тек сега го спремаме заедно со поддршка на Сигма и на Европската унија. Но целта што е? Значи ќе воведеме комисија која што ќе врши избор на овие кадри, каде што нема да има само представници на институциите, туку ќе има представници од надвор на институциите. Значи граѓански сектор, академски сектор и така натаму. За да се овозможи поголема транспарентност, видливост на процесот. Тој така ќе биде дизајниран да биде повидлив и транспарентен, за да пред се граѓаните бидат уверени дека со личноста поставена на одредено раководно место е вистинска личност за таа работа. Но на крајот на денот, ако ме прашате деполитизација, нема да направиме со закон. За деполитизација треба да има политичка волја. Ако ја покажеме таа политичка волја, а првиот чекор е овој, ај ќе кажам, реизбор на раководните кадри согласно новите високи критериуми, согласно новиот закон за висока раководна служба, тогаш и граѓаните ќе добијат можеби малку подобар впечаток за нивото на политизација. И второто, навистина ќе морам да нескромно кажам дека ама апсолутно не е исто нивото на притисок на вработените во администрацијата сега и она што беше до пред 2 години. Значи не е споредливо тоа што се случува. Привршуваме по неколку збора Малинка и Драган за оваа идеја за воведување на висока раководна служба. Идејата за така наречени висока државна служба не е нова. Франција после Втората светска војна ја развива во неколку ложи. За политехника, за администрација, за дипломатија. Дел од таа ложа понатаму прераснува во Националната школа за администрација ЕНА, која што има веќе 70 на години традиција, со тоа што на милионска администрација ЕНА дипломира 50 луѓе годишно да популира пазар од 250.000 раководни службеници во Македонија, на 20.000 луѓе да имате 250 до 300 раководители, да речеме дека е оке. Некој мора да раководи. Така да, за да оценам дали е тоа добро или не, пред мора да се случи. Во науката велиме, ако нешто не постои, не сте го виделе, не сте го измериле, не може да излекуваме заклучоци. Меѓутоа, би сугерирал кога веќе се отвара прашањето, се двои службеничкиот систем на висока државна служба да се воспостави нека поригиден концепт на кариера за другите вработени. При тоа, би ја редизајнирал службата на следниот начин, чисто како сугестија, да не биде тоа длабока хиерархија, затоа што се одвоени раководните кадри од извршителите, да биде плитка која што ќе се базира на координација на процеси. И да хиерархијата се состои од раководители на оделенија, раководители на сектори, секретар, толку. Државните советници не мора да постојат, бидејќи тие и не раководат званично со никого освен ако не ги овластите, а другите звања се сите одговорни условно речено пред својот непосредно раководен, а тоа може да биде само раководителот на оделение, кој што нема да биде во својство на генерал-надив, туку во својство на распределувач на налози и ќе следи кој ги извршува или не. А во рамките на поединечните звања би го вратил системот на интерна кариера или систем на класи би вовел, за да може некој, ако не може да биде онапреден во друго звање, и како референт, и како советник, после одреден број на години да има класа 1 до 5 и у петата класа да има можеби повисока плата отколку раководител на оделение што туку избран. За да имаат луѓето чувство дека имаат кариерен развој. Добро, Малинка ќе реши нешто ова на планот на мислам дека ова деполитизација? доколку се реализира ќе биде голема реформа, бидејќи би било спротивно од се она што се случуваше досега. Меѓутоа, се она досега беше ние правиме деполитизација,
Но реално, дури и законски ги имаше тие решенија, државни секретари идат од службата, меѓутоа тие се вработуваа, па се носеа тука. Јасно беше дека беа дел од политичкиот колач. Значи имаше огромна разлика меѓу нормативното и И стварното. практичното, да. Јас не сакам воопшто да кажам не верувам. За да се постигне такво нешто, значи за овој предлог, прво треба да има еден консензус меѓу партиите дека следната влада нема прво тоа да го смени. Оти до сега главно тоа се правеше. Ние прво малце ќе го отвориме системот, да ги внесеме нашите, па после тоа се правеше реално. Па после ќе одиме кариера систем, нели, објаснувавме тоа се со компаративни примери ваму таму, за да го затвориме, за да ги заштитиме нашите што сме ги внеле внатре, и после пак кругот однова. Че тоа би била огромна реформа, доколку се случи и самото тоа. Да не зборуваме за сите овие предложи што ги зборуваше Драган, а кои што треба да се стават на маса. Добро, благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Уште една кратка пауза, па саботажата. Да го одгледаме и сатиричниот коментар на Сречко Поповски. Хорот во кој има и поранешни и актуелни вокали на истиот начин ја пее истата песна, иако редовно го крие прецизниот распоред на стихови, бидејќи рефренот, благодарејќи на кој тие биле и се на бината, не и припаѓа на таа на која и се колнат, туку на оној кому и натаму му се завештани. Почитувани присутни, браќа, сестри, да запееме нашата песна. Нашата песна. Едно име. Во душата го носиме, за тебе живот даваме. What the fuck? Ова никогаш не преболена љубов за која и натаму постои искра која тлее, иако сега далеку од очите, но не и од срцето. Мора да поттикнува неприродни чувства, што од устата на новото име на кое треба да му се аплаудира, излегуваат зборови кои не се својствени за јавната, политичка, туку за некоја друга, интимна сфера. Мора да се избориме. А за да се избориме, мора овој мотив, љубов и искрено чувство, брат на брата, брат на сестра и сестра на брат да трае. Недели, месеци можеби од сега. What the fuck? Веројатно ваков тип на блискост која се заговара не се подготвени да прифатат дел од поранешните членови на раководството, кои изгледа премногу премеруваат, штом со леснотија тврдат дека вагата на која е качена партијата има вишок маса, ама само на страната, која ја влече гравитацијата. Тој во моментов е лидер на партијата, но сметам дека тој е лидер на партијата. What the fuck? Но во исто време е еден тек кој што тежи на партијата или како камен ја влече партијата надолу. Тоа што влече надолу е камен кој како во модерните поговорки доаѓа од блиску. Така и во владата во која голем дел од времето веројатно се троши на смислување начини како да се одбранат самите себе си од себе. Оти како нормално да се свати оправдувањето дека еден вице-премиер, па макар му бил толку близок на Ахмети, повеќе од 6 месеци, воопшто не се појавувал на своето работно место. Во одреден период не беше присутен на некој од владините седници, меѓутоа тоа не значи дека тој не ги исполнувал неговите тековни обврски како вице-премиер. What the fuck? Одговорот се движи тука некаде. Тука некаде се движи, односно се истовара, ама не одговорноста, туку сиот шут, со кој ќе биде покриено очигледно уште едно симптоматично дил-ориентет однесување на МПЦ, која припомогната од власта, иако оформена како автокефал на 4 години подоцна. По 5 децении ќе го потпре и ќе придонесе за конечна реализација на брутализмот, како концепт на поземјотресните архитекти и урбанисти на урнатото Скопје. И во времето на Кензо Танке која планирал, таму е испланирано да има некој вид на блок. What the fuck? И на крајот, новите блокови сигурно ќе му помогнат на градоначалникот на Скопје, ама не да се справи со загадувањето,
туку да стаса до ново ниво на Helix Jump. Поради тоа, време е да се свртиме кон оние кои за тоа со блоковите си ја знаат формулата. Значи, ако немате загадувачи, нема да има ни загадување. What the fuck? Вистинската диагноза е дека ако нема кеш, тогаш, сосем сигурно, ке нема ниту загадување. What the fuck? Толку за вечерва. Се гледаме в понеделник од 22. Пријатно.